38 годишен скопјанец во семејниот дом со остар предмет вчера ја усмртил сопругата, но 2 часа подоцна бил уапсен од полицијата на граничниот премин Табановце при обид да побегне во Србија. По извршениот увид во семејната куќа од страна на дежурен јавен обвинител биле прибрани траги и материјални докази кои ќе се вештачат, а телото е предадено на обдукција. Од обвинителството повеќе детали најавија во текот на денешниот ден. Вчера околу 17 часот на граничниот премин Табановце полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Север го лишиле од слобода НА од Скопје под сомнение за сторено кривично дело убиство. Имено вчера околу 15 часот во СВР Скопје било пријавено дека во семејна куќа во Скопје НА со остар предмет и нанел повреди на неговата сопруга РА, од кој таа починала, а смрт констатирал лекар од итна медицинска помош. Семејното насилство и фемицидот стануваат се почести појави во земјава, алармираат и од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Оттаму ги охрабруваат жените да пријавуваат, а надлежните институции ефикасно да ја вршат својата работа. Координаторката Ана Аврамовска-Нушкова вели законската рамка во земјава ги препознава речиси сите облици на семејно насилство, но проблемот е во нивната имплементација. Жртвите многу слабо претходно го пријавуваат насилството. Од една страна може би да не се чуе дома што ни се случува или срамо да не што ќе кажат комшиите или роднините, а од друга страна посебно ова недоверба кон институциите дека нема да се преземе ништо, па и податоците кажуваат дека многу слабо и се презема. Не е проблем законот, проблемот е имплементација на законите. И тука е најголемиот проблем. Прво, професионалците кои што работат во прва линија, оние што први одговараат пред све полицијата и локалните центри за социјална работа, каде што е потребно дообучување, доусовршување. Податоците покажуваат дека само во периодот од 2019 до 2022 година биле извршени 19 фемициди. Во 2023 година биле пријавени 3 случаи само во првите 9 месеци. Во првите 9 месеци од 2024 година пак биле пријавени 517 случаи на семејно насилство, а 476 од сторителите биле мажи. Според статистиките на МВР, најчестите причини за семејно насилство се болестите на зависност, пред се алкохол и дрога, потоа семејни недоразбирања, како и финансиски потешкотии.